Поранешен македонски фудбалски репрезентативец, човекот кој што играше за Херевен, Динамо Киев заедно со Шевченко, за Вест Бромвич и за многу други екипи. Горан Попов во мојот пат до успехот. Попов, драго ми е што се гледаме повторно во серијалот Мојот пат до успехот. Јас ќе кажам дека вие дефанзивците во принцип, за разлика од напаѓачите, сте малку по агресивни. Не респектирани, туку напаѓачот секогаш ги добива сите оние симпатии за разлика од дефанзивците. Или грешам? Не, тоа е нормално. Така. Затоа и напаѓач, една утка ти направиш одма сите. Затоа и напаѓач колку и утки да направи, знаеме дека на крај ако даде еден гол, све се опростува. А дефанзивци ако направи една грешка, готово е. Толку после ќе бидеш една недела на коментари по Facebook и по Инстаграм секаде. Горан Попов роден во Струмица, така или Струмичко Ново село, како беше? Јас сум роден во Ново село. Добро. И школа исто така во Ново село, основно заврши во Ново село, затоа што во моето село Сушица имаше до 4-то одделение, па од 4-то до 8 бевме во Ново село и роден сум во Ново село. Тоа е 6 километри од моето село Сушица. Роден си 84-та, така? 84-та, да. 84-та година. Ти како дете беше ваков немирен, како што ние сега барем така те доживуваме од екраните. Па исто бев темпераментен, знаеш што тоа е, Мишко. Јас вака и гледам работи, значи ако си темпераментен, не мора да значи тоа дека си лош човек, така? Апсолутно. Ме знаат мене сите, јас сум од ден денес таков. Темпераментен не значи ако земеш микрофон у кафана да запееш, така? Да. Знаат во Струмица и кај да одам, дали овде у Скопје ќе излезам, ретко излегувам, од кога завршив кариера. Претходно со фудбалерови ќе се собереме, знам да земам микрофон да запеам, али во Струмица тоа кај да одам, пример, пријатели да ме молат да запеам. Тоа е темпераментен карактер кој што не се срамиш, убаво ти е кеф. Што вика човек кој што пее зло не мисли. Така да мене моите пријатели, моите роднини и мојата фамилија знаат каков сум јас карактер. Точно е дека сум темпераментен, значи не може. Теле може да се научи, вол не може. Така? Белјаџиеве. Кога си мал да се научиш, точно, јас сум таков карактер и готово ден денес и мајка ми и татко ми сите ме знаат каков сум, но белјаџија да бидам правев некојаш проблеми, да, у село, да земам пример камен, со другари ќе се договориме, ајде вие од оваа страна, ние од оваа и ќе се маваме со камења. Што збор? Па сум пукнал глава на другар со камење, тоа ти зборам на 8-9 години, 10. Тоа е у детство, така? Ама у селово тоа ти е. Значи, мене у селово мене ме научило, како што пример се, нашиве деца не знаат сега, во денешно време е све компјутери и телефони. Мене селото ме научило на многу работи. Овие игри како деца што игравме у село, боси, и фудбал што игравме боси, тоа денес да го објаснуваш, јас го објаснувам и збораме со брат ми сега последен пат кога беше лето у Македонија, ги седнавме нашите деца. Чека, брат, ти каде? Во Швајцарија. А таму живее? Да. И зборевме што сме поминали и како сме играли. Аха. И? Во село. Не може да веруваат децава наши сега дека ние сме ги играле тие игри во село. Зошто сега одиме у село и гледаме дека масовно се иселени сите, така. Чекай, ако порано у мојот клас, како јас првооделенец, имало пример 25 деца, сега има 2. Не. Да. Селото ме научило на многу работи и со тоа што сум у село, што сум играл со моите другари и пријатели секојдневно, со мојата фамилија каде што сум работел земјоделие со мојот татко, мајка, роднини, вртучедовци, земјоделие сум работел од 8 години до 16. Што си работел? Од тутун, берење, садење тутун на трактор, од конј, рало до све. Сум работел, тоа можете го потврдат. Тутун за берење треба да станеш од 3 сат, брат. Во 4 сат сабале стануваш, да. Во 4 сабале. Да. Празник е само кога ќе дојде татко ми и мајка ми, кога ќе кажат дека врне дожд. Затоа што кога врне дожд, тутунот лепи не можеш да го береш. Тогаш е празник, спиеме. Не знам јас како. После тоа кога ќе станеш веќе имаш други обавези. Зимаш тогаш коњот, одиш доле, зимаш коса, па со коса да косиш за да нахраниш дома. Чекај, денес имате крави, телиња, све. Денес во селото татко ми си чува за дома, за нас. Имаме уште нормално. Ниви си стоја, така? Тоа го одржава мојот татко и мајка. Тие не сакат во град да живеат. Во селото си имаме 2 куќи, една од друга споено, каде што огромен двор. Татко ми си работи земјоделие за себе, за разонода. Деца идат? Како лозие за Браво.
за ракија, тикви, сади тикви исто, семките ги вади. Печете ракија? Си пече ракија татко ми секоја година, да. Па ти помагаш или? Не помагам се, јас се пече се ракија само пред пиеш. 15 дена. Па пием понекогаш, не сум знаат. Знаат луѓе дека ракија не обожавам многу. Него можам со салата да испием 2 ракија, а после тоа се префрлам на моето омилено пиво. Мојата фамилија ако сега работи 80% помалку од тоа што работеле порано. Така? Да. Јас сум кажал, не мора да работите ништо. Али не може човек у село се знае, тој треба сака да работи, тоа му разунода. И во град да или во село да или и во град да е па да има некоја викендица, нива, знаеш што се луѓе кои што се едноставно така се научени и тоа ги исполнува нив. Али како што викаат, селото има свои предимства, така? Градот си има свои предности. Децава како гледат се? Види, нив може да им е интересно, затоа што ќе видат крава, конј, не знам, кокошки, деца, значи деца и беше интересно моите деца кога беа мали. Значи мојата ќерка сега 17,5 години, 7 година оди факултет. Син ми е 14,5 години. За 3 години тој оди факултет. Тој игра фудбал или? Не сакат ни ќерка ми ни син ми. Моабетот ми беше Мишко дека човек што може у село да научи и колку може селото да ти помогне. Зборам за понатамошна кариера, овие деца што не осетиле што е труд и работа, физичка работа збориме, да ти даде тебе татко ти да работи со дали коњи било, дали што на 13 години, да работиш и да има поверение во тоа што го работиш, да те научи, па после тоа ти даде да работиш, да не зашто еден кикс да направиш овде, отидува пиперкиве, така. Еден кикс да направиш, браза да направиш, еден кик со ралото готово, отиде све. Добро, одиш на школа, одиш на училиште, работиш земјоделие. А летно време? Попат треба да одиш. Па летно време имаме пауза школа 2 месеци, така? Летно време, да. Тогаш е... Сакав да кажам дека попат имаш и тренинг за фудбал. Или фудбал беше како? Претпоставам твоите ве пуштат. Сите обврски кога ќе се завршат, летно време кога си слободен завршува со школа, така? 2 месеци имаме пауза. Сабале стануваш во 4 сат, одеш да береш тутун. Кога ќе се вратиш дома, мораш да го нанижеш на игла. Да знам тоа. После тоа го ставиш на конци, го носиш да се суши. Кога ќе се исуши, го собираш и го носиш во земја у дупка да омекне. Да. Зимно време чекаш да дојде да го диплиш. Аха, да го здиплиш, да. Да го здиплиш, тогаш се диплише, се у кутии ги стават. Па да го однесеш да го продадеш. Тутунот кога ќе заврши, тоа ти е до максимум 12 сат, така денес. После тоа, топло е многу, одмараш. Ако сакаш одмараш, ако сакаш, у школа одиме, у село играме со моите другари, се договараме. Одиш, секогаш има у школа, секогаш на теренот, песок, има секогаш деца. Ќе се најдат 10 деца 100% да играме 5 на 5 фудбал. После тоа се враќаш дома, се спремаш и тераш на друга работа, така? И на крај имавме многу работи кои што ги работевме како во земјоделието. Од пиперки, од пиперки, од краставици, туршија, од све што е земјоделие, пченка, пченица, све. Така да имавме услови за све. И што е најглавно од тоа све што ти објаснив, ако седиме со тебе овде може да збориме и 5 дена за такви работи. Тоа е тоа што ми го покажал мене селото патот до успехот. После доаѓа период каде што брат ми почнува средно школа во Струмица да учи и останува кај тетка ми и тетин ми, така, сестра од мојот татко. Добро. Тоа не сум го напоменал. Не сме дошли до тој разговор каде што брат ми на 13,5 години оди 13 години, така, прва година средно школа и почнува да тренира во Беласица во кадети. А после тоа јас чекам 2,5 години, па јас додам да бидам на школа, да одам во Струмица средно школа и јас да почнем да тренирам. Исто така и јас лично сакам да ги поздравам и голема благодарност до мојата тетка Снежана и мојот тетин Ѓорѓе, Џоко го викат во Струмица. Тој човек не оставаше нас една минута. Од будење, од јадење, тренинзи, со нас на тренинг, ќе не остави, кој на работа ќе се врати, ќе не пречека. Уложија многу во нас и во мене и во брат ми, јас таму живеев кај нив 3 години. После тоа Таковски ни плаќаше кирија, бевме собрани по 3-4 играчи. Но кај сестра ми на татко ми, јас живеев 3 години, брат ми живееше 3 години, тоа е голема благодарност. Нормално дека татко ми помагаше со продуктиве кои што ги стваравме у село, исто така и од месо, од све што треба, али некој тебе да те истрпи 3 години да живееш. Кај мојата братучетка и братучет и кај тетка ми и тетин ми, секојдневно беше, али тоа фамилија вака, до ден денес сме добри и заедно сме и се гледаме.
Затоа сакам да се заблагодарам многу. И како мало беше високо. И така, корпулентно, бев така? висок, ама бев многу слаб. Бев многу слаб. Сучка. Значи, да, коскиве на колена овде ми беа пошироко од предна ложа. Да. И израсам многу високо. Аха. Многу брзо, се извинувам. Да. Многу брзо израсам јас. Горан, дај ми го твојот пат до успехот. Од Беласица одиш во Грција, така? Од Беласица одам во Грција, од Грција после тоа значи на позајмица одам во Грција. Добро. Одам на позајмица во Грција, после 6 месеци ме зима Љупко Петровиќ од Црвена звезда, ме купува за 300.000 евра, од таму после доаѓа нов тренер Радко Достанич, каде што не ме става да играм Во Звезда. во Звезда и јас самиот со преку мои агенти и негови партнери одам во Полска на позајмица 5 месеци, се враќам, сакат Звезда пак да ме задржат, зашто имав 5 годишен договор со Звезда, но јас се сакав да останам. Отидов после пак во Грчка, ме продадоа таму мислам дека за 200-250.000, да ги вратат барем пари да овие што ги дадоа за мене. Па колку 205 толку дадоа за тебе? Звезда ме купи 300.000 од Беласица. Јас од бев во Беласица. Беласица во АЕК на позајмица. Па се вратив. Па се врати. Да. И после отидов пак во Егалео, Суперлига Грчка, 2 години играв таму, втората година испаднавме во втора лига. И отидов, не сакав да играм втора лига нормално, дека ја со 19 години у АЕК отидов, дебитирав за репрезентација Македонија. И испаднавме втора сезона во втора лига, отидов во Левадијакос, тоа ти е 90 км пред Атина. Добро. Прва лига исто, Суперлига Грчка, таму изиграв година дена и после година дена. Додека играв во Левадијакос, Егалео испадна во трета. Од втора не се вратил у прва, значи сум имал тука среќа каде што треба да имаш да бидеш истрекнат звезда, така? Ама Господ гледа и на добри луѓе и помага. Можело Егалео да се врати од втора у прва, имавше 2 години договор да ме вратат пак кај нив. Да. Од Левадијакос, од позајмица. Но тие испадна во трета и тогаш се појави ние репрезентација Македонија игравме, лето беше во Аустрија, 10 дена припреми, имавме 2 утакмици каде што Херевен ме гледа и после тие утакмици одлучи да ме купат од Егалео. Херевен ме купи за 300.000 евра од Егалео. Егалео трета лига за работи 300.000 евра. Многу малку за 300.000 евра. Ти одма беше стандарден у Херевен, или? У Херевен одма бев стандарден, само што дојдов таму, последна утакмица против Спортинг Лисабон на домашен терен, тоа е последна тес утакмица, пријателска утакмица. Аха, Таа е пријателска утакмица? Не. Значи кога ме зема мене Херевен, Добро. потпишав договор на 4 години, отидов таму и почнуваме со припреми, така. Завршуваме веќе припремите и за 10 дена почиња квалификации Лига Европа. Последна утакмица, тест утакмица на припреми која што имаме е против Спортинг Лисабон на домашен терен. Играме пријателска утакмица и повредувам колено менискус. Не. Да. И тогаш почнува првенство, паузирам 6 недели, месец и пол дена. После месец и пол дена се враќам директно на утакмица да играм квалификации Лига Европа против Милан. Шевченко беше тогаш таму и Заги беше исто. Играм таа утакмица и почињам терам понатаму. Че ти со Шевченко се фаќаш во Динамо Киев. Против него играм. Херемен, он во Милан. Аха, а после играте А после заедно, тоа се враќа тој После назад тоа во од Динамо Киев. Херевен ме продава Добро. мене во Динамо Киев и Шевченко веќе таму. Во Херевен си респектиран и ден денес, гледав и едно видео, игравте некој ревијален надпревар, носевте дресот 30 на години Андреј игравме Лазаров. пред години и пол дена игравме 30 години од постоење на стадионот Абе Ленстра, Херевен. И бевме таму Уште ја пеа твојата ветеранија. песна, имаше тоа. Па има таа песна тоа ти е сега хит во Холандија, во Херевен посебно. Прв пат во историја освоивме куп надпревар против Твенте и првиот гол на тоа финале, првиот гол го дадов јас.
каде што цела Холандија го гледаше тој надпревар. Значи тоа е Пеат те стават. Колку време останува со Херевен? измисија после песна, ќе те прекинем, измисија после песна која што ја има таа песна од познат пејач. Ама ја пушти таа песна на финалето и јас со сите навијачи играв, така. Со знамето на Херенмен, со медалите кои што ни ги даваат, не е као овде на врат да ти ставаат, него ти даваат вакво. Полно е, тежи многу и како што е големиот пехар што влегува во клубот, вакви мали пехари даваат на секој играч наместо да ти закачат на врат. Во Холандија така. И играв со нив заедно и таа песна одеше и јас не дека ја знам песнава, него со уста вака мрдев. А холандски збориш? Малку разбирам, зборам малку и повеќе разбирам. Ти колку остана во? Ама сите зборат таму англиски 2 години. 2 години. Да. И затоа сега до ден денес оваа песна кога до ден денес сега последниве 2 години кога Херевен играат дома на домашен терен и кога ќе постигнат гол се пушта на стадионот оваа песна 15-20 секунди на секој даден гол. И ден денес. И ден денес, да. Тој е благодарение на тебе. Па На твојот гол. така останало. Така останало тоа и имат големо поштовање, Така да тоа беа добри времиња каде што јас вака викам дај Боже и оде да поштува толку. Ама е Горан е на некого трн во око. Не се замарам. Знаеш колку е добро, Мишко, кога си постигнал живот, паметно работиш, знаеш кај да уложиш, си научил работи од други бивши фудбалери, од премиер лига, од секаде како уложувале, што правиле. И сега доаѓа до момент каде што на некои луѓе тоа ги боли. А јас немам проблем. Јас се радувам напротив да успеат кај нас, да успеат играчи млади, возрасни, па луѓе кои што работат во клубовите да се радуваат и да ги поштуваат бивши играчи, не да ги зборат. Добро, кај нас тоа е. Тоа е кај нас, окей, ама треба да се искоренат тие работи колку што можеме повеќе. Значи, пред договор 250 што го имам и 150 овие од кешот. Те часта фактички од договорот 250 во август месец. И 150 овие што ме части и 30.000 кола, значи тебе ти легнале веќе 480.000 и одеднаш се јавувам на мајката на мојата жена. Баба ми така. И се јавувам и кажувам, Стопанска банка работеше, те молам провери, ќе пуштам од Швајцарија 400, 300, 400.000 колку беа. Дај викам да купувам таму во Струмица, Дукени што има све. Купи? И така, нормално. Од тогаш кога почнав да купувам од Херевен. Од Херевен, од првите пари кои што ги заработив, купив куќа во Струмица. После тоа, како заработувам, така купувам, инвестирам и фала му на Господ.